إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bidni Allahi ta'ala je продолжиме со неколку нови поглавија од ова огромна и изворедна книга, книгата на монотеизмот, која е задолжност за секој еден муслиман и муслиманка да ги знаат овие работи. Велит авторот шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах: бабун каулуллахи та'ала валиллахи л-асмаул хусна фад'ууху биха ва зару аллазина юлхидуна фи асмаихи. Велит Аллах субхана ва та'ала: навистина најубавите имиња се Аллаховите и со нив молете му се, оставете ги оние што ги изменуваат имињата негови. Ке бидат казнети за она што го работеа. Ке бидат казнети за она што го работеа. Велит шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах во објаснувањето на ова поглавие, дека ова поглавие содржуваат задолжност да ние Аллах субхана ва таала го увеличуваме и го славиме со неговите убави имиња. И од славењето, дел од тоа славење и увеличување на Аллаховите имиња е да ние тие негови имиња не ги изменуваме, односно да не ги негираме, односно да не ги толкуваме погрешно и да не ги одбиваме. И Аллаховите имиња, вели шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах, значи имаат врвна убавина достигнато. Значи врвна убавина, што исто така содржува, значи, совршени својства. Значи тоа не е само име без својство, туку врвно убаво име што содржуваат совршено својство. Зашто вели шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах, может некој човек да имат убаво име, но тој нема дело тоа име. Како Салих. Салих е, значи, реджулун салих, добар човек. Но тој да не биде салих. Тој да биде, значи, лош човек, злонамерец, неупатен. Но се вика салих. Или се вика некој Абдуллах. Но тој е далеко од Аллаховата покорност. Значи, кај нив името не е, значи, не е во склопка името со делата кои ги прават тие. Но кај Аллах субхана ва таала неговите имиња, значи, содржуваат исто совршени својства. Совршени својства и тие со, значи, вели шейх Салих ал-Шейх, содржуваат, значи, Аллаховите имиња совршени својства, величност, убавина, мок и сила. Мок, значи, и сила. Велит шейх Уthejmin рахимахуллах дека ова поглавие е поврзано со врста на теухидот ел-есма ва сифат, значи Аллаховите имиња и Аллаховите својства. Зошто? Теухидот е три врсти. И сите три врсти авторот рахимахуллах ги има тука, значи, спомнато во различни поглавија, зошто сите се задолжност за секој еден муслиман и муслиманка. И овде во врска со Аллаховите имиња и својства е истото, значи, како што велиме ние да го правиме еден и единствен Аллах Джелешану во обожавањето, така исто да го правиш во неговите имиња еден и својства еден и единствен. Синач, ако ти споредуваш створенијата со Аллаховите својства, тога, значи, ти си му правил на Аллах Джелешану ширк и си му правил, значи, придруженик и си му правил, значи, ортак.
A teuhidot, veli Šejh Uthejmin rahimahullah, sadržuvat dve работи. Ithbat wa nefi. Потврдување и негација. Потврдуваш дека овие имиња кои ги имат Аллах Таала за себе потврдено и пегамберот алейхи салату вассалам за него, дека овие само му припаѓаат на Аллах субхана ва таала и тие својства и го негираш тоа, значи, за некого други од створенијата. Дали се тие мелачина, дали се тие джинови, дали се тие инсан, луѓе. Вели Шейх Уthejmin рахимахуллах врска, зашто тука авторот, значи, го почна поглавието со еден ајет. А тој е, значи, валиллахи ал-асмаул хусна. Валиллахи ал-асмаул хусна, значи, Аллаховите имена се најубавите имиња, вели Шейх Уthejmin рахимахуллах. Значи, прво што се спомнува тука Аллаховото име и после, значи, се спомнуваат дека неговите имена се најубави имиња и ова во арапскиот јазик има многу значење. Зошто ова може да биде на арапски, значи може да биде на арапски, гледано граматички, може да се рече ништо el-esmaul husna lillah. Значи, слушате, значи може да биде, значи el-esma el-husna lillah. Ама во ајетот се вели walиllahi el-esmaul husna. Значи прво Аллах се споминат, па после, значи, дека имат убави имиња. Ова имат голема разлика. Зошто? Ако се спомни прво, значи, името на Аллах Джелешану, после тоа што иде по тоа значи дека овие работи, ова се ограничува само за Аллах. А ако се речеше el-esmaul husna lillah, тогаш може да биде Аллах имат убави имиња и можат некој други исто. Ама кога се вели walиllahi el-esmaul husna, значи тоа е ограничено тогаш само за Аллах субхана ва таала и за никого други. Овие работи, значи, ги има само во арапскиот јазик. Ги има, значи, во арапскиот јазик и ова се кажува, со ова се укажува исто, значи, огромноста на овој јазик. На јазикот во кој е објавен значи, објавена е Аллаховата книга, тој е, значи, Куранот. Велит исто Шейх Арафат хафидахуллах во објаснувањето на Китабут Таухид дека, значи, илхад, значи, има многу, значи, врста на илхад, значи, на негирање, односно на отфрлање, односно нешто да му опишеш на Аллах Джелешану што не го не има тој. Како пример, значи, христијаните кога велат Аллах има син земено за себе. Ова исто е илхад, да му препишиш ти на Аллах Джелешану нешто што тој е чист од тоа. Исто како што велат, значи, и евреите за Узеир. Узеир е син Аллахов. Исто ова е, значи, илхад. Значи, препишување на Аллах Джелешану со нешто што тој е чист од тоа. И вели тисо Шейх Арафат хафидахуллах, и илхад има тисо, значи, и кај групациите на новотарија, како што се el-Џехмија, el-Mu'тезила, el-Ашаира, el-Ма'турдија, значи, и тие права, значи, во врска со Аллаховите имена el-ilhad. И велит Шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах, во врска со овие работи, во врска со Аллаховите имиња и со Аллаховите својства, значи, вистината во ова е ти да потврдиш од тебе, односно од нас, се барат она, да ти да потврдиш за Аллах Джелешану тоа што си го потврдил Аллах Джелешану за себе си. Зашто Аллах Джелешану за себе си е најзнаен и познаен од неговите створенија. Значи, не можат да бидат створенијата Аллахови познаени од Аллах субхана ва таала за себе си своје. Значи, ова и логиката не го прифаќат. Затоа, она што дојдено во Куранот, Аллах не известил нас за него. И исто пекамберот Мухаммед алейхи салату вассалам што не зборувал о неговите страсти и емоции, туку зборувал со објавот Аллах Джелешану, значи утврди го за Аллах Джелешану она што е утврдено во Аллаховата книга и во аутентичниот сунет од пекамберот алейхи салату вассалам, и тоа тебе ти е доволно и тоа е вистината и тоа е правилно. Значи не излагај ти од тоа. Не излагај од тоа, зашто во моментот кога излагаш ти од тоа, значи ти правиш, значи, или негација, или додаваш нешто, или изменуваш нешто. И сите се тие пат на заблуда. Се пат, значи, на заблуда. И вели Шейх Уthejmin рахимахуллах, во врска со
iminjata na Allah subhanahu wa ta'ala, od onije raboti koje čovjek treba da go ima vo predvid, a tije se da ti koga znaš дека Allah Đelešanu imat ubavi, vrvno ubavi iminja, togaš del od toa znanje da ti tije Allahovi iminja ги практикуваш во твоите молитви. Значи, кога ти му се молиш на Allah Đelešanu, кога му се молиш за милост, да ти се смилуват, значи му велиш о ја Рахман, ја Рахим. Значи со тие имиња му се. Кога му се молиш за опрост, ја Гафур. Значи о ти кој опростуват. И така натаму. Кога му се молиш значи за ризка, ја Разак. Значи да биде името во склопка со тоа што го бараш. И вели Шейх Утхемин рахмулла, ова е од причињето да ти се послуша твојата дова, твојата молитва. Да ти да му се молиш на Allah Đelešanu, значи со тие имиња во тоа што го бараш, значи за некоја работа ше огромна, значи дека да му се молиш ја Азиз, дека Allah семоќен, ја Кадир и така натаму, значи да му се молиш на Allah Đelešanu за некоја работа што ти се изгледа тебе дека се големи, но тие за Allah Đelešanu се мали и лесни, значи спрема имињата така и да бараш, значи тоа што го сакаш од Allah subhanahu wa ta'ala, тоа е дел, значи, од спроведување, односно практикување на кога дел на тоа знање што имаш ти во врска со Аллаховите имиња. Исто, вели Шейх Утхемин рахимахуллах, кога ти имаш знање за Аллаховите имиња, тогаш треба да работиш спрема тие имиња. Како е тоа? Кога знаеш ти, вели Шейх Утхемин рахимахуллах, дека Allah Đelešanu е сезнаен, тогаш ти не правиш ништо освен она што го задоволува Allah Đelešanu. Зашто ти ако знаеш дека Allah е Ал-Алим, сезнаен, тогаш ти, значи знаеш дека не можеш да му избегаш на Allah Đelešanu. Знаеш дека ако се скриеш во најтемната пештера и во најголемата темница на светот, Allah Đelešanu тебе те гледат и знајт. Тогаш ти што правиш, значи работиш, значи спрема знаењето што ги има за Аллаховите имиња. И вели Шейх Салих Ал-Ушейх, значи ова е плодот од учењето за Аллаховите имиња и својства. Значи кога ти веќе ги учиш Аллаховите имиња и својства, не е само теоријата да ја учиш ти, туку се барат од тебе накрај, значи плодот од тоа учење, резултатот од тоа учење што е? Да ти, значи тогаш тие имиња ги спроведуваш. Кога знаеш ти дека Allah Đelešanu е Ар-Разак, тогаш тебе не те интересираат луѓето. Не се плашиш од луѓето. Немаш страв, ќе остана без леп, ќе остана без ова. Кога знаеш дека Ар-Разак, тој што снабдува, што дава ризк е Allah Đelešanu. Кога знаеш дека тој што дава смрт и живот е само Allah Đelešanu, тогаш знаеш дека ништо нема да те најде освен она што го има тебе пишано Allah subhanahu wa ta'ala. Значи ти со тие имиња тогаш со тоа знаење го спроведуваш во пракса. Кога знаеш дека Allah Đelešanu те гледа, те слуша, значи ти не правиш работи, не збориш работи, освен работи, значи кои го задоволуваат Allah subhanahu wa ta'ala. Значи тоа е плодот, тоа е резултатот од учењето на Аллаховите имиња и својства. И исто велит Шейх Утхемин рахимахуллах, дека да му се молиш на Allah Đelešanu со неговите имиња, тоа содржува на себе си славење на Allah Đelešanu. И тоа славење е исто од причињето да тебе таја молитва да ти се примита. Значи да таја молитва тебе да ти се прими. И велите Allah Đelešanu во врска со оние што ги изменуваат, односно ги отфрлуваат Аллаховите имиња и својства, велите Allah Đelešanu وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ. Значи, оставете ги оние кои ги изменуваат, односно ги отфрлуваат Аллаховите имиња, се јуџзеуна ма кану јаъмелун, ке бидат наградени за она што го правеле. Значи, што значи тоа наградени? Значи, ќе бидат казнети. Но се спомнуваат овде наградата, вели Шейх Утхемин рахмуллах, и ова алудираат
за правдата на Аллах Джелешану, алудира това на правдата на Аллах Джелешану. Зошто на правдата? Зошто ним ќе им биде дадено како награда, односно тука како казна, спрема делото кој го правеле. Значи, ни да им се намали, ни да им се множи. Туку ќе одобијат точно тоа, значи, што го имаат заслужено спрема нивните дела и нивните работи. Вели Шейх Утхаймин рахимуллах, оставете ги нив, значи тоа значи не го следите нивниот пат. Тоа значи не го следите нивниот пат. И значи нивните значи разбирања. Зошто тоа содржуваат заблуда и губење. Но ова не значи, вели Шейх Утхаймин рахимуллах, значи да ако ти не го следиш нивниот пат и се оддалечиш од нив и се дистанцираш од нив, ова не значи во другата страна да ти никогаш нив не ги советуваш. Не. Кога ти се дозволуваат, кога ти се дават можноста да ги советуваш, ги советуваш. Значи, оставањето, дистанцирањето од нив, оддалечувањето од нив, ова не значи да ти никогаш нив не ги советуваш и не ги поправаш. Некога ти се овозможува, значи, во кратки моменти можеш да ги советуваш и да ги поучиш. Во врска за ел-илхад, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, е неколку врста. Како што напомнав мисло на почеток, значи неколку врста. Првата врста е, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, негација. Значи да негираш нешто од Аллаховите имиња и својства. Да негираш, значи, што во вистина ти си задолжен да тие имиња и својства Аллахови да ги потврдиш. Ова е првата врста на негација, значи да негираш. И во ним, значи, се исто ел-Џехмија и Муътезила и ел-Ашаира и ел-Маътурдија. Значи, оние кои го следат нивниот пат. Зашто во оваа работа, во ел-Есма ва Сифат, овде нема место логиката. Значи, да бидиме јасни, овде се работи само со објава, како што вели Шейх Утхаймин рахимуллах. Значи, овде не можеш логиката да ја ставиш. Ти, како човек, како инсан, ако немаш видено еден друг инсан, и некој ти кажува тебе за него, колку да ти кажува, ти пак не можеш да го замислиш како е тој во вистина. И да тој како тебе човек исто. Имат очи, имат раце, имат нозе, имат раце, не знам што, и така. Човек е инсан. Па пак кога ќе видиш, речиш, не го замислував да е така. А како е тогаш со створителот Аллах субханаху ва таала? Затоа, значи, овде нема место логиката твоја. Туку, прифати го, односно, биди покорен на она што е дојдено во објавата, во Куранот и во аутентичниот сунет од пекамберот саллаллаху алейхи ва салам. Втората врст, во врска со изменување на Аллаховите имиња, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, да му опишиш или да го препишиш Аллах Джелешану со некое име или својство што тој сами од себе си не се немат опишано или пекамберот саллаллаху алейхи ва салам. Како што прават, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах тука, ен-насара, значи христијаните, и исто евреите, и исто, значи, филозофите. Значи, ова е препишување на Аллах Джелешану нешто што тој не си го опишал на себе си, а и не пекамберот салаллаху алейхи за него. Значи, ова исто е изменување на Аллаховите имиња. Третата врст, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, да направиш, да речиш дека Аллаховите имиња да ги споредиш тие Аллахови имиња, односно својства, со својствата на створенијата. Велиш, Аллах гледат и човекот гледат. Аллах слушат и човекот слушат. Тогаш исто е слушањето Аллахово како слушањето од створенијата. Гледањето Аллахово е исто како гледањето од створенијата. Ова е, значи, исто илхад, значи изменување, односно отфрлање на Аллаховите имиња и без сомнеш, значи, ова е огромна заблуда. Да го споредиш ти створителот, Аллах субханаху ва таала, со створенијата. Значи, ова е
Ова е огромна неправда. Четврта врст, вели Шейх Утхемин рахимахуллах, да ти да земиш од Аллаховите имиња и да именуваш со тие имиња кипови други. Исто ова е илхад. Како, например, како што прават мушриците. Лат, минел илах. Лат, значи што има еден од киповите кои ги обожава во Мека. Латун. Го зедо, значи, од коренот, значи, на зборот, илах. Исто, вели Шейх Утхемин рахимахуллах, Al-Uzza min al-Aziz. Al-Uzza min al-Aziz. И така натаму, значи. Исто Менат min al-Mannan. Значи, овие Аллахови имиња со мала измена ги ставија, значи, имиња да бидат на нивните кипови. И ова, значи, е строго забрането. Строго забрането. И затоа велите Аллах Джелешану за тие луѓе што прават, значи, измени, односно додавање, односно отфрлање на Аллаховите имиња, велите Аллах Джелешану се јуџзауна ма кану јаъмелун. Значи ќе бидат казнети за она што го работеа. Значи за она што го работеа тие во врска со Аллаховите имиња. Потоа велите авторот рахимахуллах وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائهم. Значи, во врска со Аллаховиот говор, спомнува тука објаснувањето од Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума кој велит, значи ги изменуваат тие Аллаховите имиња, односно ги манипулираат, юшрикун, прават ширк. А тоа е саммау аллат мин ал-илах вал узза мин ал-азиз. Значи, една врст што ги спомнавме досега е токму тоа што Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума ги имато објаснато, а тоа е да тие го нарекле Аллат, еден од нивните кипови богови кои ги обожавале, од Илах, и Узза од Ал-Азиз, И велит Ал-А'маш во врска со овој ајет, значи тие ги изменуваат Аллаховите имиња, юдхилуна фиха ма лейсе минха. Значи внесуваат внатра во Аллаховите имиња што не е дел од тие имиња. Значи, како внесуваат со употребување, значи, на нивната логика. Значи, не се држат на текстовите во Куранот и Сунетот, туку излагаат и тогаш употребуваат нивната логика и тогаш идат, значи, како последици овие огромни заблуди. После тоа, следното поглавие, а тоа велит авторот рахимахуллах, бабун ла юқал ассаламу ала Аллах. Поглавието не се вели мир нека биде на Аллах. Поглавие не се вели ассаламу ала Аллах. Значи селам нека биде на Аллах. Селам значи селам значи мир. Не се вели значи да биде мир на Аллах субхана ва таала. И вели Шейх Утхемин рахимахуллах дека како, значи, поглавието може да биде ова дека не е посакано или забрането. Но хадисот што го има спомнато авторот рахимахуллах како аргумент, ќе сватиме дека ова е забрането. Значи да се велит ессаламу ала Аллах. Зошто се пренесува, значи, во Бухари Муслим од Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху анху قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. Велит Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху анху кога бевме ние со пегамберот алейхи салату сам во намаз. Значи прилично тоа во намаз во фарзовите. Велевме во текот на намазот, во тешехута, велевме ессаламу ала Аллахи мин ибади. Селамот нека биде на Аллах Джелешану неговите робови. И селамот на филани спомнуваме лачи на некој. Тогаш ни рече пекамберот алейхи салату вассалам, ла текул, не велите селаму ала Аллах. Мир нека биде на Аллах, не велите. Зошто Аллах е селам. Аллах е селам и нема потреба Аллах Джелешану за селам.
što je davat selam, a ne ti, znači, vidime se tuga Šejh Uthejmin rahimehullah što veli, znači, nije mu se molime na Allah dželešanu, a ne se molime za Allah dželešanu. Znači, ova je slabost vo teuhidot. Znači, zašto es-selam, kako što vidime se, veli Šejh Uthejmin rahimehullah, je toj što je čist od sekoja slabost, od sekoja mana. Znači, ti koga veliš es-selamu ala Allah, ova može kaj nekoj luđe da ide da shvatit, deka ti se moliš da Allah dželešanu da bidi spasen od mani i slabosti. Iako veliš šejh Salih al-Šejh, celta nivna beše kasduhom, celta nivna beše, znači, ova, znači, kako pozdrav da bidi, kako pozdravuvanje. No, veli šejh Salih al-Šejh, vo Allahovi od šerijat, zborovit ima značenje. Ne se samo zborovi što se velat. I zato, znači, koga imaše ovakvo negativno značenje, vo vrska sa Allah dželešanu, toga im beše od strane na pekambera od alejhi salatu wassalam zabrane to. Im beše, znači, zabrane to, zašto es-selam, veli šejh Arafat hafidahullah, je onoj koji je čist od sekoja slabost i od sekoj defekt i od sekoja mana. I od sekoja, znači, od sekoja mana. Zašto veli šejh Uthejmin rahimehullah, es-selam ima nekoliko značajnosti. Prvo to značenje znači pozdravuvanje. Znači pozdravuvanje kako luѓе to es-selamu alejkum se pozdravuvaju. I veli šejh Salih al-Šejh, i ova veli šejh Salih al-Šejh дека многу те луѓе него имаат во предвид, кога ти му велиш на некому es-selamu alejkum, мир нека биде над тебе, ова значи дека ти нему му даваш како вид на осигурување дека тој ќе биде од страна твоја во сигурност во неговата чест, во неговото имање и во неговото здравје и пари. Значи, es-selamu alejkum значи тој е од тебе сигурен. Ти значи не го наштетуваш него. Не му нанесуваш значи никакво наштетување. Ова е прво, значи, ет-техија, значи, поздравување. Второто значење, вели шейх Уthejmin рахимахуллах, значи е барање, значи, да биде тој спасен од секој дефект и од секоја мана. Значи, ти со тоа, значи, се молитва е тоа, значи, молење. Значи, да му се молиш на Allah dželešanu за другиот. Isto veli šejh Uthejmin rahimahullah, tretото значење je es-selam, je ime od Allahovite iminja. Zašto Allah dželešanu veli el-melikul quddus es-selam. Es-selam, znači Allah ima rečeno za sebe дека тој, значи, од едно неговите имиња е es-selam. Es-selam. И затоа, значи, вели шейх Уthejmin rahimahullah, кога човекот би го рекол ова за Allah dželešanu, значи es-selamu ala Allah, ова како да му дават впечаток на тој што слушат дека Allah dželešanu има некоја мана, па ти му се молиш, сега се молиш за него да биде тој очистен од таја мана. Значи, гледате колку ова има негативно значење, зашто вели шейх Салих ал-Шейх, зато авторот го донесе ова поглавие после поглавието што го зедовме сега, за ти да сватиш дека дел од верувањето во Аллаховите имиња и својства е дека тие својства имиња се совршени и дека Allah dželešanu не го опфаќа никаква мана и слабост во никаква ситуација и во никое време. Значи тоа е дел, значи ако веруваш ти, валиллахи ел-есмаул хусна. Значи Allah ги има навистина убавите имиња, што содржуваат својства, совршени. И Allah е совршен. Значи тогаш него не го опфаќа никаква мана. Ама ти кога велиш es-selamu ala Allah, како да даваш печаток на тој што слушат, дека Allah има некоја мана, па ние да му се молиме, да се молиме за Allah dželešanu, на Allah dželešanu да се очисти себе си од овие мани. Ова значи има огромно негативно значење и затоа значи пекамберот саллаллаху алейхи васелам им го забрани тоа нешто да го велат, а не им го забрани значи да се молат за мелачината. Es-selamu ala fulan wa fulan, es-selamu ala Джибрил wa Микаил и така натаму. Значи дозволено е.
Zašto isto? Koga dojde, znači, Džibril alaihi salatu wasalam, kaj Hatidža radijallahu anha, kaj pekamberot alaihi salatu wasalam za Hatidža radijallahu anha, deka Allah mu prenesuvat selam na nejzi i Džibril alaihi salatu wasalam, i ta reče za Džibril alaihi salam, wa alaihu salam, znači, iznad nego neka biti Allahovi od mir ili spas. Znači, nad Džibril alaihi salatu wasalam. Znači, velit, Šejh Uthejmin rahimahullah, povrzanost s ovo poglavije, so temata nova knjiga je mnogo očividna, to je, koga ti veruvaš teka Allah Đelešanu ima sovršeni svojstva i najubavi iminja, togaž, znači, nego opvaća nikakva slabost, nikakva mana. Ako ga veliš ti, esselamu ala Allah, kako da go davaš to vpečatok, teka Allah ima nekoja mana, ima nekoj defekt, ima nekoja slabost, pa nije da se molime za Allah Đelešanu svega. Znači, del od verovanja je to, esmao sifat da veruješ teka Allah Đelešanu nema nikakva mana, teka Allah je sovršen. Ama ako rečiš ovjazbor, kako da dava, znači, takav vpečatok, deka ima ta Allah Đelešanu koja slabost koja Allah Đelešanu je, znači, čist, znači, od ovije opišuvanja. Od ovije, znači, opišuvanja. I veli Šejh Arafat hafidahullah deka es-selam je Allahovo ime i to znači deka Allah Đelešanu je čist od svekoj aspekt. Čist je da ima sin, čist je da ima, znači, kako pridruženik, čist je od slabost, čist je od umiračka i tako na tamo. Znači, kog es-selam znači deka Allah Đelešanu site možni slabosti i mani što može čovjeku da gi zamisli, je Allah Đelešanu čist. Znači, to znači es-selam. Isto veli Šejh Uthejmin rahimahullah, znači, koga mu veliš nekomu assalamu alaikum, znači, veli Šejh Uthejmin rahimahullah, znači, prva rabota, ti so to, znači, so Allahovo to ime koje go spomnuvaš assalam, znači, kako da baraš beriket. Znači, so spomnuvanje to na Allahovo to ime, baraš beriket i, znači, da birita to na toj čovjek, znači, da mu se dodadit od dobrinita, odnosno od milostita Allahovi. I isto, znači, es-salamu min Allahi alejk, znači, isto, znači, da budete začuvan, znači, od loši, odnosno, od mani ili slabosti. Vrska, znači, so čovekot. Vrska, znači, so čovekot. Potom, drugo to poglavije, a to je, velit autor od rahimahullah, bab qaul Allahumma gfir li in šit. Poglavije, govorot, o Allah, oprosti mi ako možeš. Ili ako sakaš. Znači, poglavije to, o Allah, oprosti mi ako možeš. Ili ako sakaš. O Allah, oprosti mi ako sakaš. I isto se prenesува, znači, vo Sahih al-Bukhari i vo Sahih Muslim, od Ebu Hureyra radijallahu anhu, deka pekamberot alaihi salatu wassalam ima rečeno, la yaqul ahadukum, Allahumma gfir li in šit, Allahumma irhamni in šit, wal ja'zim al mas'ala, fa inna Allaha la mukriha la, wali muslimin, wali ju'azzim al raghba, fa inna Allaha la yata'azamuhu šejun a'ta. Veli to ovdje pekamberot alaihi salatu wasalam, da ne veli niko od vas, o Allah, oprosti mi ako sakaš, odnosno oprosti mi ako možeš. I isto da ne veli, o Allah, smiluvaj mi se ako sakaš ili ako možeš. Tuku neka bidit odlučljiv vo njegovo to baranje. Znači da bidiš odlučljiv vo tvoje to baranje. Zašto?
Nema nikoj nad Allah Đelešanu što može njemu nekoja rabota da mu je prisilit ili da mu je sprečit. A vo Sahih Muslim imate jedan drug dodatok od hadisa, da to je, koga bara čovekot, neka bidat negovite želbi golemi vo baranjeto. Znači, so golemi želbi da barat. Zašto? Zašto o Allah oprosti mi ako možeš. O Allah smiluvaj mi se ako možeš. Ova je znači kako da mu baraš nešto na Allah Đelešanu što može biti za nego je mnogo golemo, pa ako možeš napravi go ova. Sve ako vidite u objasnovanju, to šavali šehu Sejmin Rahmanullah. Znači kako da misliš nekomu daj mi 1 milion evra, ako možeš. Znači ako možeš, ako ne možeš, a ova za Allah Đelešanu ne se veli. Znači ovaj možda mu ćeš daj mi toliko, zašto ako moj, možda nemoj to je, ama ka Allah Đelešanu ne postoji takvo nešto. Zato veli pegambarat alaihi salatu sam, fa inna Allaha la yeta'azamuhu šejun a'ta. Za Allah nema nešto što je golemo, koga go davata. Znači ne možeš da rečiš nešto što go dal nekogaš Allah Đelešanu, od kada je počnato čovečanstvo to, sve dodeka je davat do sudnji den, ne možeš da rečiš nešto bilo golemo za Allah Đelešanu. Nema nešto za Allah Đelešanu što je golemo. Znači zato, koga baraš, bare su golemi želbi. No što baraš od toj što ne se plaši, znači, od siromaštija. Što ne se plaši da njegovo to kralstvo ke završit. Velit šehu Femin, i ovdje isto vlagat v ova značenje vlagat, znači, što velat, o Allah, oprostini inša Allah. Ova isto to znači. Allah da nje oprostit, inša Allah. Allah da vi dajt ona, inša Allah. Allah da vi dajt beriket, inša Allah. Se vidite, Allah vi dajt beriket. Točka. Allah da vi se smiluvat. Točka. Allah da ne ovozmožit hađot do naprame. Točka. Ne Allah da ne ovozmožit hađot, inša Allah. Ako sakat Allah, ako mojit Allah. Znači ovdje ti treba da vidiš što veli pekama? وَلِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَ. Neka vidi, znači, ono govo to baranje, odlučliv. Ne ako možeš, ako sakaš. Da bidiš odlučliv. Da bidiš odlučliv. Zašto, znači, ova moj da go dava, znači, veli šehu Semin rahimahullah, znači, veli šehu Semin rahimahullah, zašto ova moj da ti go daj, znači, čustvo to, deka može da ima nekoj što na Allah Đelešanu mu gi imponira rabotita. Ili pa mu gi zabranuvat. Znači, ne mu dozvoluvata. I ova rabota, znači, je slabost vo teuhidot. Da ti da veruvaš deka, ima neko što na Allah Đelešanu mu gi zabranuvat rabotita. Znači, ti ko veliš, znači, in ši'te i in ši'te, inša, znači, ovo je isto to, inša Allah, in ši'te, ako možeš, ako sakaš. I isto veli šehu Tejmin rahimahullah, koga veli čak od in ši'te, ako sakaš, znači, inša Allah, ovdje kako da misli to što go izgovara, to je zbor, teka ova rabota je golema za Allah Đelešanu, pa poradi što je golema, ke ograniči me so možnosta, so sakanjeto. Ako možeš, napravio. Kako, na primjer, znači, veli šehu Tejmin rahimahullah, mu baraš nekomu 1 milion rijali. Daj mi 1 milion rijali, ako sakaš, odnosno ako možeš. Znači, možda ti ne može mi daš mene, nege imaš. Zašto? Znači, ja ti bara tebe pregolema suma. Znači, po naše rečeno, 1 milion evra. Znači, ti baram pregolema suma. Togaš go povrzuva, odnosno go ograničuva moto baranje so možnost. Ako sakaš, ako možeš. Zašto ti možda ne možeš. A ova vrsta su Allah Đelešanu ne važi. Allah može sve. Allah je svemoćan. Znači ti koga veruvaš, teka Allah Đelešanu je svemoćan, to već treba da veruješ, znači ne da ga povrzuvaš
твоите работи дека ако можеш, ако сакаш. И исто вели Шейх Утаймин рахмелла од значајноста што ги имат овај збор, како тој барачот во вистина да нема вистинска потреба за Аллах Джелешану. Знаеш ова како е? Гоиш кај некого да ти заврши работа, велиш, ако сакаш направи го вако, не морате. Ако можеш, ако сакаш. Разбравте се како е? Значи, овде се, човекот во вистина треба да се покаже пред Аллах Джелешану покорен, скромен и богобојазлив. Значи, ти треба во врвна скромност и покорност да бидеш пред Аллах Джелешану. И да бидеш, значи, вистински барач, кој има потреба да се покажеш дека си, дека си сиромав за она што треба да ти го даде Аллах Джелешану. А не ти значи, направи го ако сакаш, ако нема потреба за тебе. Значи, гледате колку има негативни значајности, ова инша Аллах или иншите, зашто иншите е истото значење. Значи, иншите, ако сакаш ти, а инша Аллах, ако сакат Аллах. Значи, истото. Овде, значи, директно му се молиш на о Аллах, опрости ми, смилувај му се, ако сакаш ти. Или, Аллах да не се опрости, Аллах да не опрости, инша Аллах. Ако сакат, тој, значи. Значи, затоа, кога правиш дова, не се велит инша Аллах. Туку да биде, значи, онака како што има тупатено пекамберот алейхи салату ослам, да бидиш одлучлив и да се покажеш пред Аллах Джелешану дека вистински имаш потреба за него. Дека се покажеш, значи, дека вистински имаш потреба за Аллах субхана ва таала. И исто вели Шейх Утаймин рахимахуллах дека исто од едепот, значи од едепот е, значи спрема Аллах Джелешану, да човекот не му се моли на Аллах Джелешану со овај начин на изговарање. Значи се вели иншите, ако сакаш, ако можеш. Туку му велиш о Аллах, опрости ми. О Аллах, смилувај ми се. О Аллах, дај ми ова. О Аллах, подари ми ова. О Аллах, овозможи ми ова. И така натаму. Не велиш иншаллах, ако сакаш ти. Ако можеш. Зашто нема нешто што Аллах Джелешану не го мојд. Аллах е семоќен. И желбите бидат требат големи, значи кога бараме од Аллах субхана ва таала. И вели Аллах Джелешану: "Уд'уни астаджиб лакум." Значи, молетете да ми се молите мене, значи упатете ги вашите молби код мене, јас ќе ви одговорам вас. Астаджиб лакум. Ама ова треба да ги имаш, значи да бидеш врвно убеден, да знаеш дека тебе Аллах Джелешану те слушат во тие молитви. Не ти се молиш на Аллах Джелешану, срцето ќе знае кај тие. Умот ќе знае кај тие. Не, треба да биде, значи, тука присутно срцето. Уд'уни астаджиб лакум. Молете ми се, значи, јас вас ќе ви одговорам. Јас вас ќе ви одговорам и, значи, кога му се молиш на Аллах Джелешану, вели Шейх Утаймин рахимуллах, треба да имаш добро мислене за Аллах Джелешану, дека тој тебе ќе ти одговори за тие молитви. Што значи ова, што значи тоа? Значи не ти еднош, два пати, три пати си се молел и не се оствари таа молба и готово. И можда со тек на времето имаш можда ти лошо мислене за Аллах Джелешану. Ова е во противност на теухидот. Да ти да имаш лошо мислене за Аллах субхана ва таала. И вели Шейх Утаймин рахимуллах, кога човекот велите иншита, и ако мислиш дека овие работи се големи за Аллах Джелешану, ако мој ќе направи, ова е исто, значи, ти со ова, значи, имаш голема слабост во верувањето во теухид рубубија. Зашто ти тогаш не веруваш дека Аллах Джелешану е апсолутен, семоќен и независен од створенијата. И дека Аллаховото кралство немат крај. Туку ти тогаш веруваш дека имат работи што се тие за Аллах вистински големи. И затоа иншита, ако сакаш, ако можеш. А тој што верува дека Аллаховото кралство е совршено и немат крај, тој не прави вакви работи. Тој е, значи, убеден. И неговите желби се огромни. И неговите барања се огромни. И тој е одлучителен во тие барања. Не со колебања. Ние кога ти стави се сам стави се ти, значи, во
stavi se sam znači vo situacija kako si ti koga imaš čovek pred tebe, koga mu baraš nekoja rabota što je ima, to je znaš te kaj je imat. Ima je baraš neko rabota na nekomu što ne nemat. Na to što ima, znači ti si mnogo pospreman, mnogo poubeden te kako ti daj pozitiven odgovor. Ne si zaprimetili ti to? Ne si zaprimetili? Koga ti na šefo tamo u Österreich, možeš tako ili ne? Znaš te kaj ima, moj da te kreni platata, znači to je moj da te kreni. A ti mu baraš na jedan rabotnik, mu se žališ na rabotnikov, a platata mala, ti ne moj da te kreni pak. Ti cijeli da mu se žališ njemu. Ама koga ti ovozможува шефот, значи да оиш канцеларија со него и да те сослушат барањето твое, значи ти си многу поспреман и со многу поголема надеж оиш на тој состанок. А кај сме со Аллах Джелешану? Да ти кога влагаш во намаз, со таков осет да влезиш и да знаеш дека застануваш сега пред кралот на краловите, што неговото кралство не завршува и немат крај. И секој едно барање за него е лесно и мало. И немој ништо да побараш ни кај него, што може да биде јете'авам алей, што може да биде за него големо. Зошто кралски, имаме спомнато во Китабот Таухид на почеток, значи и краловите на дуњало кои имаат многу огромно богатство, неколку барања кога ти исполнува, некога или доста е веќе. Зошто него го фаќаат страхот да не се намали тоа што го имаат дома. Ова ке Аллах Джелешану не. Аллах Джелешану, краловите на дуњалокот се лутат кога им бараш. А Аллах Джелешану се лути кога не му бараш ти нему, му бараш на други. Види кој е Аллах Джелешану. Значи Аллах Джелешану се лути кога ти бараш на други, а не на него. А краловите на дуњалокот што ти мислиш дека ти се моćни и имаат и поседуваат и владеат, тие не. Тие се лутат кога им бараш. Им се расипува чефот. Аллах Джелешану спротивното се лути на неговите робови кога тие не му бараат нему. Зашто Аллах Джелешану не се плашит да неговото кралство ќе се намали или ќе се уништит, а тие на дуњалокот се плашат и страхуваат да тоа нивно кралство ќе се намали, односно ќе се уништит. Така сме на крај на овие 3 поглавија. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.